Добро дојавте во новото видео. Денес ќе ви раскажем случката која ми се деси со колата. И ден јас со моите другари бев договорен да одиме за Молика. Кога тргнавме за Молика, патот не беше многу чист и немаше прегледност, но ние се возевме полека за да не ни се случи нешто. Кога се приближувавме за Молика, имаше баѓа гужва и си рековме дали да се качим догоре или да слегваме. Но на крајот се решивме, идовме со колата догоре, да видим дали има место, но за наша среќа еден човек излегуваше од колата и ја паркиравме ние. Кога излеговме од колата, идовме да бараме место за да пиеме кафе. Кога допивме кафето, тоа беше околу пола сат време, се спремивме и се враќавме назад кон колата. Кога влеговме во колата, се спуштавме надолу по патот, еден човек беше забрзан со колата и ни влезе во нашата лента. Ние бевме уплашени, не знаевме што да правиме во тој момент и свртив десно и се најдовме во НДК. Кога излеговме од колата, бевме уплашени, ја гледавме колата дали е негде удрена или не. Но излеговме од НДК-от, дојдовме на патот, чекавме некој човек да помини со кола за да ни поможи. Но за жал немаше чекавме 5 минути 10 да помини некој, но немаше никој. По 20 на минути, за наша среќа, видовме човек кој иде со джип. И кога дојде до настанот на случката, го застанавме и му рековме дали може да ни помогне. Тој рече може. Прво му објаснавме што се случи, како се случи. Се тргнавме ние назад, гледавме како ја вади колата. Кога извади колата, ние почнавме да се враќаме назад за дома и од ова сакам да ви кажам дека од ова случка научив дека не треба да се оди на патот кај што нема прегледност, кај што не се чисти, утре се случваат вакви несреќи и ќе се каиме некојаш во животот и понекогаш не ги слушаме родителите, тие ни зборат и ни учат за наше добро, но се знае ние млади сме, се што ќе ни кажат да ги слушаме, сакаме ние да си правиме по свое, но ете што се деси, ќе пазиме за наредна прилика да пазиме поќе. Толку од ова случка. Ако ви се допадне ова видео, ставете лайк и subscribe. Се гледаме во наредното видео.